Слушнав дека си тажен, си загубил верба, си станал лажен. Затоа јас сум тука за тебе, да знаеш јасно колку си вреден. Среќа и љубов во секој човек, за подобар свет во овој наш век. Дали сте се заинтересирале за подлабоки и суштински теми? Дали сте предпоставиле колку е важно како се храниме? Дали спортувате, пеете, танцувате? Дали се запрашувате како да си го направите животот посреќен? Дали сте ја започнале потрагата по себе си? Емисијата која ќе ви даде идеи и мотивација, која ќе ве разбуди и насочи по патот на вистинските вредности. Тоа е новото кул и младите веќе го живеат. Бидете своји, пронајдете се, следејќи ја новата емисија исполнета со среќа. Со љубов, Стефанија. Can you hear my voice? Can you see my body? It is all yours. I like this feeling when I look in your eyes. You gave me your heart. I like this feeling when I look in your eyes. I gave you my soul. Hear my voice, make some noise. I wanna dance. I wanna dance for you. I love you. Hear my voice, make some noise. I wanna dance. I wanna dance for you. I love you. Imagine a place that view of ocean and open field. Give me your hand and run away. Feel the rhythm, together we're free. Hear my voice, make some noise. I wanna dance. I wanna dance for you. I love you. Hear my voice, make some noise. I wanna dance. I wanna dance for you. I love you.
Ja. Ве поздравувам сите вас кои станувате верни гледачи на оваа емисија која има за цел да освестува, мотивира и буди. Денешна моја тема е темата која мене лично ми докажа дека една личност може да се храни духовно и да обстојува материјално, односно модерниот балет со своите блиски подтеми современ и џез балет. За да стане оваа тема појасна и да ги разбиеме некои предрасуди и табуа околу возрастните граници на танчерите и полот кои се создадени околу неа, како мои гости ги поканив танчерките кои веќе долги години ги обучувам и танцуваат со мене. Мои денешни гости кои ќе ја спуштат маската на оваа сцена се балерините на Анастасија Центар. Во оваа денешна емисија, како што напоменав, гости се моите долгогодишни танчерки во студиото Анастасија за модерен балет или пак Анастасија Центар поново. Многу ми е пријатна атмосферата тука затоа што сега сме во малку поинакво издание и се надевам дека ќе успеат да ви пренесат вам дел од нивното искуство во врска со балетот. Па добро ми дојдовте. Вака сега, сметам да започнеме со девојките кои околу 10 години веќе танцуваат во студиото Анастасија. Започнуваме со Ангела. Ангела, представи ни се. На која возраст си, кога почна да танцуваш? Кажи ни нешто за себе. Јас откако знам за мене, почнав да играм на балет на мојата 5-годишна возраст. Мајка ми го откри мојот талент и таа ми е најголемата поддршка во ова. Кога почнав, бев најмалиот член во групата и се боре со сите поголеми за да можам да ги стигнам и да играм, да настапувам со нив. Првиот настап со нив ми беше во Струга, каде што освоивме второ место. На која возраст си сега? Сега сум 15 години. И планираш да продолжиш да танцуваш? Како се замислуваш себе си во иднина? Јас се водам со посветата која ми ја кажа ти, со своето CD кога ми го поклони, да го следам мојот талент, дека тој ќе ми ги оствари моите соништа. Прекрасно, Ангела. Сакам да ја слушнам Ивана што ќе ни каже во врска со балетот и нејзиното искуство околу балетот. Па јас почнав крајот на 2007 година, веќе скоро 10 години. Сакав да играм од мала, бев како имав желба за тоа. Сакав посериозно да го покажам тоа што го можам, мојата енергија да ја пренесам со танцување, тоа што сум јас, да се покажам со танцување. Бев на многу надпревари и сакам уште да продолжам со тоа што сакам да го правам, тоа е танцот и музиката, каде што се осеќам најубаво и најсигурно. Покрај танцот ти започна да се занимаваш со пеење, го откривме точно тој талент со пеењето. Исто така планираш да продолжиш да се занимаваш, како што разбирам, и со пеење. И што подразбираш ти за самата сцена? Значи, дали сметаш дека еден изведувач треба да биде комплетен артист, како танчер и да биде добро изграден на сцена? Како се гледаш ти понатаму на сцена? Па на сцената треба да си покажеш кој си ти, да му пренесеш порака некоја ти што сакаш преку тоа ли е пеење или танцување, да му покажеш што ти сакаш. Добро. Интересно е што кога започнуваш одредена мисија, започнуваш таа мисија да ја пренесуваш на другите кои се околу тебе. Точно тоа го направив јас со овие млади девојки кои допрва имаат да пренесуваат
пред нив во животот и некако се чувствувам многу гордо и затоа решив да ви ги представам точно вам, затоа што тоа мало жарче што сум го забележала кај нив, веќе прераснува во нешто уште посериозно и се надевам дека тие ќе бидат првите кои јасно и гласно ќе ја пренесат точно мојата мисија. Сега ќе се задржам за самиот модерен балет, затоа што околу модерниот балет има многу предрасуди и се уште се трудиме да ги извлечеме од дома тие кои се талентирани во областа на балетот и ова е всушност еден апел дека треба без разлика дали била тоа само детска желба, дека ако е веќе талент треба да се насочат и да го развијат тој талент и во подоцнежна возраст. Сакам Анастасија, можеш да ја го предадеш микрофонот, да ни каже за неа. Која е твојата приказна, Анастасија? Кога започна ти во центарот, Анастасија? Како се пронаоѓаш ти во целата приказна? Јас во Анастасија Монастоја сум член веќе 10 години и инспирација ми е љубовта кон балетот. Беше исто така учесник и како манекенка пред една година, да кажам, на ревијата се вика Македонија. Какво е твоето искуство и како манекенка? Дали сакаш да продолжиш да се занимаваш со тоа? Да, сакам да продолжам. А што друго чувствуваш кога танцуваш? Како ти се чувствуваш? Се извинувам како што можам да забележам и твојата креација е на креаторката Анастасија, нели? Сосема комплетна. Кажи ми, како се чувствуваш кога танцуваш? Дека сакам на публиката да му пренесам тоа што чувствувам, тоа што играм. Натрешните чувства и емоции се пренесуваат со танцот. Одлично, Ане. Се префрламе на Елена Ставревска. Кажи ни ти, Елена, кое е твоето искуство со балетот, затоа што има една многу интересна сторија во твојот случај и сакам точно тоа да го пренесеш на гледачите. Па, јас искрено започнав како водител на еден од перформансите и така одлучив и да се запишам во школата и сега сваќам дека многу добра одлука сум донесов со тоа, бидејќи вистина многу напредок имам од како започнав, прво во мојот карактер, потоа надворешно и не знам, се пронајдов самата себе си, искрено кога играм се чувствувам семојкно и многу ме прави среќна тоа, ми исполнува. Која беше твојата трансформација по-конкретно? Што се случи со тебе? Пред се ме интересира психичката, потоа физичката трансформација. Јас бев, како пред 2 години бев многу затворена и обично се срамев од другите, бев секогаш повлечена, но сега сето тоа е на страна, сега сум многу отворена со други, сакам да запознавам многу нови луѓе, да се дружам и слично. И исто така надворешно, бев секогаш полното девојче, секогаш кога ги запознав сите со идејата дека сакам да почнам на балет, сите негативно реагираа на тоа, ми веле дека сум дебела, дека не треба да играм и слично, ама всушност на сите сега му докажав дека може сето тоа да се смени, бидејќи јас многу се сменав во телото од како почнав да играм балет и во се друго. И точно така, ти си таа мотивација што нам ни е потребна да им покажеме на сите дека всушност танцот е и спорт, затоа што ти доби точно таква конкретна физичка трансформација. Кажи ми, освен балетот, со што се занимаваш друго? Исто така се занимавам и со глума, веќе не знам, скоро 1 година, така нешто. И тоа е нешто што исто така ме привлекува, ми е поврзано со балетот. И како ги комбинираш двете активности? Како мислиш дека глумата ќе ти помогне во балетот и обратно? Како мислиш дека тие ќе се испреплетат? Всушност, двете работи, ако ги поврзиме, се да се задоволи публиката, да му се пренеси нешто
И токму на тоа ме учат тие двете работи, како да се однесувам пред публика, како да се однесувам на сцената и како да пренесам се што сакам на другите. Точно така. Танцот е всушност еден тип преку кој може да направиш еден вид на експресија, што значи дека глумата ти помага да се доизразиш. И многу интересно е што сите личности кои се затворени, кои имаат проблем со изразување, дури водат до аутизам, сите тие личности можат да се изразат многу лесно и едноставно преку танцот, затоа што не треба да го користат говорниот апарат, а веќе кажуваат се. Многу интересно, Елена. Теодора, многу чуден ред зафативме некако, но нема врска. Кажи ми ти, која е твојата историја, од кога започна да танцуваш, ти затоа што веќе одамна се занимаваш со музика. Раскажи ни твојата историја. Па, јас почнав да танцувам уште од мали нозе, но професионално почнав да се занимавам со тоа пред околу 4 години. Мене танцот секогаш ми беше како јазик на кој јас се изразував. Го вадев тоа што беше на дното од срцето надвор. Тоа беше нешто што ме исполнува и конечно јас знаев дека има школа во која можам да се образувам, да го развијам тој талент и успев да се запишам и многу сум горда на таа своја одлука. Браво, Теичка. Кажи ми што друго правиш всушност, затоа што споменавме музика, ти свириш од малечка, затоа што очигледен е тој твој слух на музика, колку си ти ритмична всушност. Да раскажи ми кога започна ти со музика да се занимаваш општо? Конкретно започнав околу 7 години. Кога бев второ оделение, започнав да одам во нижото музичко образование. Таму почнав да свирам на виолина. И исто така и тоа ми беше голема желба како мала. Првен започна како шега, леле ке свирам виолина и после навистина прерасна во вистинско нешто што ме исполнува мене. И пеењето на крајот, и како шлак на нашата тортичка. Па пеењето ми беше веќе уште пред да почнам да зборувам, пеењето веќе ми беше поразвиено од говорот. Пеењето е веќе ми е како повисоко ниво на експресија. Преку пеењето се изразувам себе си како личност, преку пеењето се искажувам која сум навистина јас, го кажувам своето јас. Преку пеењето јас се чувствувам како под своја кожа, вистина. Прекрасно, Теја. Всушност, точно е тој момент што го споменавме, што сега во пеењето многу ќе ти помага балетот и таа музикалност што си ја потковала заедно со виолината и тоа твое претходно искуство. И кажи ми како се замислуваш ти понатаму во иднина, како се гледаш себе си? Јас во својата иднина се гледам себе си на сцена, се гледам себе си како почитувана музичарка, како личност која успеала со танцот, со музиката конкретно секако. Се гледам себе си во иднина како личност која ќе го работи она што навистина го сака и она што навистина ја исполнува таа личност. Супер, Теичка. Доста инспиративно и ова беше затоа што точно тоа е нашата мисија, да ги убедиме сите дека нашите таленти не водат до одредена област. Потоа се занимаваме некое време со таа област и стануваме свесни дека тоа веќе ни станало професија. Таа професија треба да се трудиме да ја зачуваме и да се посветиме целосно на неа, затоа што само така можеме да бидеме среќни, правејќи го тоа што навистина го сакаме и тоа што ни лежи внатре во срцето и е длабоко во нас. Супер, сакам некој од поновите членови, како Бисера, да ни раскаже што всушност се случи со тебе околу почетокот на танцот и општо што се случува во овој период додека започна да танцуваш со тебе? Околу почетокот на танцот јас бев многу срамежлива и бев многу затворена и не знаев колку многу значење ќе ми даде балетот, но потоа
помина неколку месеци и години и дознав дека балетот стварно е хоби што можам да го почитувам и можам да го разработам. Кажи ми, на почетокот ти на вистина имаше проблеми, да ги наречеме проблеми сега, грубо кажано, со растегнување, по-тешки ти беа движењата, побавно реагираше. Што се случи? Како ја доживеа ти таа промена? Ти веќе си како друг човек. Од секогаш јас сум била многу бавна и од секогаш многу бавно сум реагирала, но со текот на времето и вежбањето балет најдов начин како моето пишување и мојот балет да се комбинират и да, точно тоа можеме да го забележиме во оваа емисија, затоа што твоето соло ќе представи таа комбинација на текст, нејзин авторски напишан текст на англиски јазик, кој ќе го танцува и ќе се изразува преку танцови движења секако. Супер, Бисера. Да се префрлиме кон другите нови две девојки. Ајде прво Елена да ни раскаже нејзината историја околу балетот и танцот, што се случи со тебе, Елена? Кога започна да танцуваш? Како се пронајде ти во нашето друштво, во Анастасија? Јас почнав да танцувам пред околу 1,5 година, мислам. И секогаш се интересирав за да одам некаде во некоја студио, но не знаев точно каде, бидејќи секаде, мислам, каде и да одев, не познавав нигде, никој. И потоа и Теодора ме запозна со ова студио и тогаш дојдовме заедно и игравме се. Мислам, на почетокот кога дојдов тука, како бев многу повеќе срамежлива, секогаш одев на позади сите, дека ме беше повеќе срам да ме гледат сите дека ќе играм, мислев дека неубаво играм според другите, но и сите ме прифатија веднаш, како од секогаш сум била тука. Прекрасно. Како се замислуваш понатаму? Затоа што многу интересно е што вие во оваа возраст сте во една раскрсница каде што одлучувате дали воопшто ќе се занимавате со модерен балет, затоа што едно е таа детска желба која ве води некаде до предсредното образование, ве носи до еден пат и на крајот сите се откажуваат, баш во периодот кога најмногу треба да се посветите на балетот. Како се гледаш ти, дали ќе продолжиш да танцуваш? Па сакам да продолжам да танцувам и се гледам по неколку години повторно на сцена и да настапувам. Прекрасно, Еленче. Епа, Емилија, да ја слушнеме твојата приказна. Јас во Анастасија центар сум веќе 4 години. Со танцот стигнав голем успех. Секој настап има посебно значење за мене. Стекнав многу нови пријатели. Уште на 5 години почувствував нешто дека за неколку години ќе стигнам на сцената, ќе танцувам, ќе пренесам некој чувство. И го правиш тоа доста добро, затоа што ти си карактеристична по тој твој лирикал момент или по нашки кажано движење по текстот, што ти многу добро го пренесуваш. Тоа ќе може да се забележи на дел од видеата кои ќе одат за време на емисијата. Кажи ми, значи, освен танцот, дали имаш некоја друга активност поврзана со сцената? Па, некогаш планирам да се занимавам со новинарство, нешто слично како водител или па да глумам. Се уште немам одлучено баш, но на прво место ми е балетот. Прекрасно. Ние оставаме уште Анастасија да ја раскаже низината приказна. Анастасија, ти кога започна да танцуваш? Јас започнав да танцувам пред 2 години, а сакав од многу мала да танцувам, ама не ни знаев дека Анастасија постои. И кога јас исто како Елена започнав со глумата, бевме на перформанс кој го има Анастасија танчерките.
Се извинувам, вие со Елена сметам дека бевте дел од битолските таленти, Да. всушност и така се споивме ние заедно затоа што бевте пријавени како таленти. И Ангела беше, друг кој беше во талентите? Теја беше, Анастасија, па вие немам коментар. Извинувам. И тогаш кога видов колку убаво танцуваат, колку убави чувства пренесуваат кога танцуваат, добив уште поголема желба за да танцувам и почнав да идам на балет и многу убаво ми е. Како се гледаш понатаму? Дали планираш да продолжиш да го правиш тоа што го Дефинитивно, правиш? Значи исто како Елена, разбирам дека ќе ги споиш глумата и балетот. Да. Друга некоја твоја карактеристика која би сакала да ја споделиш со нашите гледачи? Јас знам дека ги сакаш многу животните. Да. Јас успеав да ја спојам уметноста со моето милениче, кое навестувам дека понатаму ќе ми биде гостинка во секоја емисија, односно ќе биде домашна и ќе ги пречекува гостите. Се надевам не со лаење. И сакав да кажам дека јас успеав да допрам со музиката до неја, затоа што таа започна да пее. Ти доста многу ги сакаш животните. Како сметаш дека можеме да ги активираме животните на сцена? Луда идеја е, но како сметаш дека можеме да го направиме тоа? Па Може би некој папагал ќе го натераме да пее некаква мелодија. да, папагалите пробват да ги емитират звуците кои ги слушат. Моја мисла која сакам да ја пренесам уште еднаш денес и заклучок од овие разговори денес се дека нас не понесуваат чувствата. Сите кои имаат потреба да пренесуваат емоции и чувства, секако можат да започнат да се занимаваат со балет. Нашата идеја е дека не треба да имаме предрасуди и дека балетот може да ни отвори многу нови страни во нас непознати. Затоа апелирам до сите, се извинувам, кои имаат чувство дека сакаат да танцуваат без разлика на полот, без разлика на возраста, дека можат да се пријават во нашиот центар, Анастасија центар, и секако да не контактираат нас доколку сакаат да започнат да танцуваат. А вас, најмили мои, ви благодарам за ова учество во мојата емисија и ќе пренесеме преку музика и танц секако на нашите гледачи уште неколку пораки, но сега овој пат преку движење. Ви благодарам. Доколку се сеќавате, во првата емисија споменавме пролетно будење. Исто како што природата во пролет се буди, цвета и се станува живо и шарено, токму така би ја опишала целта на мојата емисија – да мотивирам. Како? Така што со инспиративните личности кои ме обкружуваат, заедно да ви го приготвиме совршениот рецепт за среќен и исполнет живот. Се разбира, тоа е многу љубов и здравје. Во рубриката за здрав живот, мој советник е нутриционистката Елена Чороловска, со која заедно ќе се потрудиме да ја доближеме храната до вас, бидејќи веруваме во холистички пристап на здравјето. Храната и исхраната се од првенствено значење за нас, бидејќи тоа е процес при кој она што го јадеме станува дел од нашето тело, меѓутоа неизоставен дел зафаќаат редовната физичка активност, емоционалното, менталното здравје и нашата животна околина. Затоа ќе се потрудиме на многу пољубовен и покреативен начин да ја осознаваме, за да се спознаеме и самите себе. Во процесот на отфрлање на лошата храна и привикнување кон здравата, многу е важно пред се да се направи прочистување на организмот, за кое повеќе ќе слушнете во наредните емисии. Истражувајте и проучете ги прехранбените намирници. Научете да ги комбинирате намирниците и сами да составите добар оброк. Преферирајте едноставни оброци. Нека непреработените растителни намирници бидат основа во нашето секојдневие, без да ја изоставиме водата, да се пие доволно вода, но не непосредно пред и после оброците, најмалку 2,5 литри дневно. Јадете тогаш кога се осеќате гладни, но никако не смеете да оставите да помине премногу долго време помеѓу оброците. Најдобро имајте помали и почести оброци. Никогаш не се прејадувајте.
Во случај понекогаш да конзумирате потешко сварлив и помастен оброк, не се вознемирувајте, бидејќи со грижа ќе отежните ефикасноста на дигестијата. Следниот ден можете да се прочистите со конзумирање на свежа храна и многу вода. Под влијание на стрес или возбуда не е добро да се внесува храна, бидејќи се успорува или стопира дигестијата. Никогаш не се исцрпувајте со прекумерна физичка активност. Од голема важност е да се прифати храната која природата ни ја дарувала како вистински пријател. За да ја спознаете и откриете вистински здравата храна, треба да се научиме да ја сакаме. Суштината на здравието е задоволување на автентичните потреби, а тоа е можно единствено со слушање на себе си, со слушање на она што ни го сигнализира телото, она што доаѓа одвнатре. Само тоа може да даде одговор на нашите вистински потреби. Секој организам е мелодија која самата себе си се пее, рекол Мерло-Понти. I've been crushed, beaten down, and I'm frozen to the ground. Like a fool, I trusted you. Still I'm hopelessly in love. I never thought that I would be this helpless. I can't believe I'm keeping it for you. I've been crushed, I've had enough. Now I wanna leave, but I'm lost. Somehow I can't break away, although I made up my mind. My heart is refusing me. Hey, 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 my heart is refusing me. Us against them all, but slowly it came to me what was underneath it all. Give me dizzy eyes, wander like a child on my playground. Make my dreams go wild for a little while. You're my wonderland.
And when the night rolls in, we can love, we can shout to the mountains. I want to grab the closest tree and just write about it. I'm fond of nature and all the aspects about it. I want to have an adventure in forests, or run to the nearest bridge and just breathe the air around the river. But not here. I'll get poisoned, so not the nearest. Somewhere pretty and calm, somewhere of avoiding people and thoughts, somewhere where they have fairy tale sounds, where Snow White was born, where Bambi was raised. I want a lane grass. I want summer weather with the spring feel, not depressive weather and snow. I don't find ecstasy in that. I want a nature similar to indie music. Балетот е формализиран танц кој се базира врз традиционалната балетска техника и вокабулар. Постојат различни стилови на класичен балет кои се поврзани со нивните места на потекло, како што е францускиот, италијанскиот и рускиот балет. Балетот е танц со висока техничка форма и сопствени изразни средства. Првенствено се изведува со придружба од класична музика. Поради својата техничка сложеност и естетска вредност, балетот се смета за најпрестижната форма на танц и поради тоа е прифатен ширум светот. Балетските представи се кореографирани и вклучуваат мимика, глума и се придружени со класична музика. Првобитната форма на балетот денес се нарекува класична, а покрај тоа постојат и неокласичен, модерен и современ балет. Зборот балет потекнува од латинскиот збор баларе, што значи танцување. За балетот се потребни години на обучување за да се научи и владее, и многу пракса за да се задржи нивото на знаење или искуство. Тој се предава во училишта за балет во целиот свет, кои историски ги користеле нивните сопствени култури за да се развие уметноста. Балетот е темел на многу видови на танц. Модерниот балет, за чиј предводник пред сите се смета Исидора Данкан, опфаќа различни играчки школи и стилови, а го представуваат изведувачи, кореографи и педагози од многу земји, кои се стремат да создадат нови форми на игра кои би одговарале на потребите на современиот човек. Исто како и музиката, така и модерниот балет има таа уметничка универзалност која ги прескокнува сите пречки и ги зближува и обединува луѓето со јазикот на играта. Од искуството на танчерите добро познато е дека играта има и исцелителна моќ и дека помага да се победи личната интровертност и за отварање кон другите луѓе. Меѓутоа, модерниот балет не е само наблюдувачка уметност во која гледачот ужива во чудото од движење, грациозност, експресивност и во фигурите на танцувачите, туку е и активност која може да ја прави секој кој сака танц во склад со своите можности, здравствена состојба и интересирање. Како јогата и аеробикот, модерниот балет може да се вежба во многубројни школи за почетници и е наменет за сите возрасти, од деца до возрастни. Со еден збор, никој не мора да биде прима балерина за рекреативно да се занимава со модерен балет. Бенефитите од вежбање модерен балет се огромни, бидејќи вежбите се насочени кон обликување на телото со низа движења кои ги активираат основните мускули на нашето тело. Многу ангажираат и умот, бидејќи за да се изведат сите вежби како што треба, потребна е концентрација и контрола, бидејќи секој чекор и движење во балетот се многу складни. Во салата за вежбање нема други помагала освен хоризонтална шипка или пречка која помага кај вежби на рамнотежа и дишење, снага и издржливост. Еднаш кога ќе се совладаат основните чекори, освен уживање во танцот, секој рекреативен играч почнува да забележува како е се поеластичен, како фигурата му е поубава, а сигурноста во сопствените движења му е поголема и подобро контролирана. Иконата на модерниот танц е Пина Бауш, која направила вистинска револуција во танцовиот театар.
Во 20 век под влијание и на класичниот и на модерниот танц се развиле нови танцувачки форми, како современ балет, кои се одликуваат со побогати и послободни движења на телото, изразување на чувства, мисли, но и драматика на современото време. Современиот балет ги вклучува принципите на основната техника и контрола на телото, користејќи абдоминалната сила на класичниот балет, но возможува поголем опсег на движење од класичниот балет и може да не се придржува до строгите линии на телото. Многу од неговите концепти доаѓаат од иновациите на модерниот танц, вклучувајќи ги работата на под и свиткување на нозете. Набрзо доаѓа до процвет на џез балетот, за денес во 21 век модерниот балет да стане танцувачка форма целосно отворена за фузија на најразлични музичко-сценски изразувања. Не се вели случајно дека секое време создава своја уметност. Како ќе бидеме сигурни дека во животот го правиме тоа што навистина треба да го правиме? Па најдобро е да се навратиме во периодот на нашето детство и да се подсетиме што всушност сме сакале искрено. Со силна детска, чиста и наивна желба. Никогаш не е доцна да започнеме да ја следиме таа нишка на детска желба, што проникнала тогаш кога најсилно сме посакале и сме се идентификувале како одреден тип на личност, затоа што таму лежи одговорот на сите наши дилеми околу она што навистина треба да сме денес. Со реализација на нашите искрени желби ќе исчезне секоја можна фрустрација или амбиција за себе докажување и на сцената на нашиот живот ќе настапат среќата и љубовта за вистински да го почувствуваме мирот во нашата душа, со комплетирани цели зад нас. Give me your hand and run away. Feel the rhythm, together we're free. Hear my voice, make some noise. I wanna dance. I wanna dance for you. I love you. Hear my voice, make some noise. I wanna dance. I wanna dance for you. I love you.
Доколку го почувствувате ритамот на вашето срце, дозволете му на вашето тело да танцува, затоа што музиката може да допре до секого и да ве однесе на планетата на љубовта и да ве исполни со бесконечна среќа. Со љубов, ваша Стефанија. Слушнав дека си тажен, си загубил верба, си станал лажен. Затоа јас сум тука за тебе.